Драги гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер звезда. Веднаш покрај мене се наоѓа мојот стар малски другар, господинот Тихо Златановски. Тиле, добро ми дојде во Супер звезда. Добре, Недо, даки фала што ме покани. Како си, Тиле, добар? Супер, Расположен како и секогаш. Апсолутно да. Баш ми е драго што со тебе ќе имам можност по толку години да се поприкажеме, поготово вака во програма, да можат нашите најмлади гледачи, а и нивните родители да научат нешто повеќе за твојата благородна и многу интересна професија. Ајде уште во старт да откриеме како што работиш ти. Јас сум геодет. И оваа професија е каква професија? Тоа е природна наука, пред се. Многу стара, уште 500 години пред нашата ера. Незините корени се од таму. Египет, Месопотамија, Грција. Се јавува ради потреба на луѓето. Имале потреба да постојано нешто да мерат, премеруваат, обележуваат, да си градат, а тука е геодезијата за да им ги олесни работите во целата таа изведба, мерење и така натаму. Се надевам дека ќе имаме убава и многу интересна емисија. Сите разговори со тебе ми се интересни и поготово се надевам дека денес кога што ќе го снимеме, нашите гледачи ќе можат да уживаат во цела оваа емисија, да научат нешто повеќе за вас, геодетите. Затоа, почитувани гледачи, ова е само кратка најава, останете тука со мојот драг, добар другар Тиле, се враќаме во програма за неколку минути. Идете тука. За оние кои малку подоцна се вклучија, специјален и ексклузивен гостин денеска во Супер звезда е мојот стар добар другар Тихо Златановски. Тиле, ајде сега да кажеме нешто повеќе за геодезијата, од кога потекнува оваа наука. Геодезијата е многу стара наука, Дара. Она потекнува уште 500 години пред нашата ера. Аристотел е, може да се каже, зачетник. Е татко на ова. Така, на геодезијата. А понатаму и уште многу други математичари, геодети, физичари се тесно поврзани со мојата професија која што денеска јас ја работам. Како настанала геодезијата? Од каде потреба за една ваква наука? Баш убаво кажете, баш е потреба. Луѓето уште во стариот Египет, кога коритото на Нил не можело да го додржи Нил постојано се излевал и луѓето, земјопоседниците, имале постојано потреба да си ги обновуваат границите на нивните имоти, нели? Нивите и другите имоти кои што ги имале покрај Нил. Значи Нил ке се излевал, се ке срушил, сите меги, се што имало оставено измеѓу и на крај не можеле да најдат кој е што е чиво. Така е. Тоа е се поврзано со даночниците. Знаеш, во тоа време постоеле само неколку владетели кои што они го собирале данокот или од поседот кој што се обработувал. И требало да се знае кој од колку треба да му плати на владетелот, нели? Ама не може владетелот да знае кој колку земја има. Затоа настанале геодетите, кои што постојано после изливањето на Нил ги обновувале границите на парцелите на земјопоседниците. Предпоставам уште тогаш дека мереле од некој камен, од некој дрво, од нешто што Нил не можел да го помести. Па и да го помести, да не го помести, затоа постоеле разни методи уште од тоа време, кои што не биле потребни ниту камења, ниту дрва, некои маркантни објекти за да се обноват тие граници, што всушност е како и денеска. Само што денеска се иде со многу посовремени методи, него со јажиња и некакви стапови. Така, ајде да кажеме нешто повеќе сега за геодезијата. Што е геодезија? Каква наука е геодезијата? Природна наука, која што се занимава со изучување на обликот на земјата, не е топка. Туку е сфера. Таа е Елипса. обретен елипсоид, стручно кажано. Тоа е уствари една елипса која што ќе се заротира околу низината оска и ќе се добие тој обретен елипсоид, сплескан на половите, а изложен на екваторот. Вие геодезите сето тоа го мерите постојано? Па да, постојано се мери бидејќи има постојано поместување. Така. Да, тоа е восстановено неодамна, дека половите се поместуваат, земјините полови се поместуваат, континентите се поместуваат и сето тоа со овие денешни современи технологии ние тоа го пратиме. Како што се топат и овие снеговите што се на половите и мразовите и морињава се поместуваат? Апсолутно, и тука сме ние замешани, значи не мериме само земја, ги мериме вакво и плимите и осеките. Тоа е една посебна гранка од геодезијата, многу интересна.
А даре можем да се пофалам дека и да кажам, не само да се пофалам дека ние сме застапени во вселената. Тама ги има геодетите. Апсолутно да. Значи, оние мерења што се прават овде на земјата, истите техники претпоставувам се применуваат и за мерења горе. Па, горе-доле да, има специјални инструменти, астрономски, геодетски инструменти, кои што ни со чисто мерења, чисто резултати ние ги употребуваме за понатамошни истражувања за земјиното тло. Предпоставувам дека гледачите немаат појма колку сте биле опасни вие геодетите и каква убава интересна емисија ќе ви даватиле, а? Ајде сега е вака да почнеме и да се вратиме овдека. Еден прост пример за еден геодет како поминува неговиот работен ден, например. Зависи во која гранка геодетот работи. Може тој да се занимава со хидрологија, може да биде во некој рударски институт, може да биде во отворен или затворен коп на некој рудник, може да се занимава со катастар, може да се занимава со инженерска геодезија, со физичка геодезија, елипсоидна геодезија и уште многу геодезии ги има. Геодезијата си има вакви многу различни подгранки самата во себе. Да не кажам даки сме се расшириле на секаде. Нема каде ве нема. Секаде нема, да. Има една убава изрека од еден твој професор, ќе ја кажеш ли? Апсолутно, многу драг професор. Неговата изјава дали е точна или не, ама вако он љубеше да каже без геодезија нема живот. Дали е точно или не, ќе видиме, али ќе откриеме и во оваа емисија, бога ми до самиот крај ќе видиме дали е точно или не. Ајде сега вака да кажеме на пример геодетите. Значи своето време работно треба да го поминат надвор, претпоставувам на терен, онаму каде што треба да се вршат тие мерења. Така е даки. Патуваш ли ти исто така многу? Да, се разбира. Нашата работа е многу интересна, даре, затоа што не е монотона. Монотонијата ја нема кај нас. Ние идеме на терен, а имаме исто така и канцелариска работа за да ги обработиме оние податоци кои што сме ги снимиле од терен. И тука е најголемото задоволство, уствари, кога ќе го снимиш ти на терен и кога ќе го обработиш и кога ќе видиш еден многу убав модел кој што си го створил, направил и секоја работа ја чувствуваш едноставно како свое дете, како еден успех кој што е веќе позади тебе, а ти идеш понатаму. Понатаму, има ли некој место каде што вака особено уживаше додека работеше, например? Да, даки, како не. Тоа беше еден проект за мали хидроцентрали на секаде низ Македонија и можам да кажам дека на тие места сум бил само ја и авантуристи. Толку. Тоа се мали планински реки во кои што, верували или не, живеат речни ракчиња. Знаеш, што е права реткост кај нас да се види такво нешто. Имаше можност да одиш дури таму? Да, со посебно задоволство, даре. За секогаш ќе се сеќавам на тие проекти, на тие моменти, на тие патувања, на тие мерења, на природата која што ја уживав таму. И како конечна цел, знаеш, да видиш дека еден проект на кој што си работил ти, заживел, а не ја нарушил микросредината, нели? Тие ракчиња се покрај тоа што постојат мали хидроцентрали, тие ракчиња се уште се живеат таму, тие цветови се уште се таму, а луѓето се добиваат струја. Ше убаво. Значи геодезијата меѓу другото е поврзана и со еден куп други науки од околу. Апсолутно даки. Кај нас ги нема тие застапени мерења, астрономски мерења, премногу се скапи, али е секако предизвик да се учествува и во еден таков проект, па сега ќе видиме. Животот нели е убав, долг, па можеби ќе работиме на такво нешто. Ти благодарам, Тиле, за овој воведен дел од нашиот разговор. Сега е моментот кога ќе направиме кратка пауза, а вие, почитувани гледачи, бидете тука, се враќаме во програма за неколку минути. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, оние кои малку подоцна се вклучија, денеска имаат можност да го видат мојот стар, добар пријател, господинот Тихо Златановски, повеќе познат како Тиле. Разговараме нешто повеќе околу неговата професија, станува збор за една убава и благородна професија. Денеска, почитувани гледачи, со мојот другар Тиле разговараме за геодезијата. Тиле, убаво ли е да се работи како геодет? Најубаво даки. Има, се разбира, многу други професии, убави, нели? Али индивидуално јас се определив за ова затоа што сметав уште од мал
пред да се запишам во средна школа, дека тоа е тоа што ме влече, тоа е тоа што го сакам и уживам во работата. Да си ми жив и здрав. Може ли да наброиме вака некои од проектите на кои што си работел, некои од поголемите, ти континуирано работиш, ти има сегде и секаде, еве вака кои од твоите поголеми проекти за секогаш ќе ти остават во сеќавање? Има неколку такви кои што ми биле предизвик за да влезам во нив и на крај да испаднат нели како што треба. Едниот од нив е и новиот аеродром Александар Македонски, на кој што бев главен геодет. Така да, вакво сите патници таму кои што се шетаат измеѓу столбовите, нека знаат дека има таму по 4 шајки доле обележани во бетонот, заробени, ставени од моја страна и од моите колеги. Така, ти одредуваше, значи, кој столб, каде ќе стои и тука не смее да има грешка. Нема мрдање, даки, 1 милиметар. Така, нема мрдање 1 милиметар, значи, вашата работа е максимално прецизна. Апсолутно, даки. Да кажеме и за некои други проекти на кои што си бил, имаше можност и во Турција да работиш меѓу другото. Да, тоа беше еден прекрасен проект, даки се работеше за реставрација на хотел каде што последните денови таткото на турската нација ги поминал таму. Тоа е хотелот Акарнетлар. Кемал Ататурк има починато таму. И кога дојдов, тоа беше една руина, никаква, запуштен, или не ни беше хотел. Имало некакви обиди за реновирање, неуспешни. И не дека јас сум бил таму, па проектот испадна успешен, али денеска луѓето таму уживаат во на едно кафе, на еден локум, во еден прекрасен амбиент. И јас со гордост стојам позади тој проект. Се дружите ли вие геодетите од целиот свет? Вака имаш ли пријатели надвор од нашата држава? Да, имам пуно пријатели, има и светски ден на геодезијата кој што беше неодамна. И има представници од Македонија кои што идат нели на тие средби, си разминуваат искуства, технологии, софтвери и тие средби секогаш се добри и корисни за нашата професија. Сакам да те прашам сега следно. Вашата професија едноставно не мирува, не застанува во место. Нонстоп има нешто ново, се измислуваат нови начини на мерење, се некои нови методи, нови примени на некои стари работи. Значи вие како и докторите мораат континуирано да се унапредувате, постојано да учите. Точно ли е тоа? Точно е, даки. Нашето образование не завршува со факултетот, знаеш. Ние постојано се надоградуваме со или искачаат нови технологии, ние мораме да ги пратиме. Ако порано се снимало, тоест се мерело со пантлика или со метро, денеска е веќе заменето со дигитален далечиномер, со дрон, со GPS, со сателитски мерења. Значи сателитите се тука да ви помагаат во сите овие мерења од неодамна, така? Така е, да. Така е. Значи они одредуваат одредени точки на земјата, а вие овдека ги добивате сите тие сигнали. Така е. На вашите инструменти кои потоа ги пренесувате во канцеларија на хартија. Па даре, ти си више роден геодет? Да, од прилика знам некои работи од она што ти ми го имаш кажувано. Така да, значи сега се станува збор за една убава интересна професија во која што оние кои што работат треба што да знаат најмногу. Кои се професиите и кои се оние науки кои што треба да ги познава еден геодет за да биде добар геодет? Математика е пред се. Математика е носителот на геодезијата, бидејќи во геодезијата има и такако сложени формули и теории кои што подоцна се докажуваат дали се точни или неточни, али посекако луѓето, научниците поставувале одредени теории за кои што се многу математички поврзани и кои што вако еден геодет едноставно мора да знае математика. Ајде, просто вака да кажеме работата на еден геодет што е, значи она што го има на хартија, да може да го преточи на лице место. И обратно, дали. И обратно. Значи она што е на лице место, ние можеме да го ставиме на хартија во било кој размер, зголемено, намалено, а и она што е на хартија, исто така да го пренесеме на земјината површина, зголемено или намалено како кој што ќе посака. Значи вие мерите во должина, во ширина и претпоставувам и во висина. Така е, даре. Во сите можни оски. Така е. Ако сгреши геодетот, зградата може да излезе закопана под земја.
Така ли му дојде? Така е, да. Или кога станува збор за Така некој е. тунел, како вие модерниве тунели што поврзува, значи Англија и Франција, геодетот ако малку утне, отиде од тунелот у Холандија. Значи затоа мора добро да се познава математика, така ли? Така е, да. Постоеле ли геодети во времињата кога се граделе пирамиди? Да, постоеле на нели тие глинени плочки и хиероглифи се гледа дека одредени луѓе носат некакви инструментчиња и одредуваат каде се страните на светот. И тоа со една извонредна точност дека аз бориме за време пред 500 години пред новата ера. Така. Кажуваме дека има значи пирамиди на сите континенти. Сите ли се исто поставени? Сите даки. Еднаш геодетите уште тогаш знаеле од математика. Добро, браво, супер. Тиле, сакам да те прашам во погледот на земјината топка. Геодетите исто тука вршат разни мерења. На што се однесуваат тие најчесто? Обликот на земјата, нели, рековме, не е топка, тоа е елипсоид, но и тој елипсоид не е правилен како елипса една, туку тој нели си има и своји издигнатини и длабнатини. Сведоци сме дека си го овакво може гледаме големи планини, 8800 метри Еверест или Мон Блан 4400, но тоа е она што ние можеме да го видиме, нели? Тоа е на површината на земјата. Но тука се и геодетите кои што мерат и под водата и еве за младите гледачи да дознаат дека длабнатините во земјата се многу поголеми него испакнатините. Колку изнесуваат тие? Па нешто повеќе од 10 километри под морското ниво. Браво, и сето тоа вие го откривате. Така е, даре. И под вода не има, даре. Мора да има. Под вода, значи нема кај нема, во космос, на земја, под вода. Прекрасно. Значи геодезијата ја има секаде и во сите сфери. Апсолутно, даки. Јас ти благодарам и за овој дел од нашиот разговор. Сега предлагам да направиме уште една кратка пауза. Останете тука, почитувани гледачи, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија. Специјален и ексклузивен гостин на мојот стар малски другар, Тихо Златановски, повеќе познат како Тиле. Тиле, како си ми? Пала, даре. Супер. Ајде, да продолжиме со нашиот разговор. Ајде, даре, баш добро си проаѓам. И да ги информираме нашите гледачи нешто повеќе за инженерската геодезија. Ајде да кажеме сега, геодетите се оние кои што ги пренесуваат од скица, а работите на терен. Значи, точно ли е дека геодетите се тие кои што треба да ја трасираат мапата по која што ќе проаѓа еден автопат, например? Така е, даре, така е. Геодетите се тие кои што први се појавуваат на терен, а и најчесто и последни си одат. Видиш колку убаво интересно. Да. Пред се, за да еден пат се проектира, треба првин теренот да се сними од наша страна, за да може успешно да си го испроектираат проектантите, за да видат кај има води, каде има длабнатини, издигнатини, за да сето тоа убаво се испегла, за да нема понатаму проблеми од климатските услови, дали тоа биле дождови, ветрови или јако сонце. Они тоа го проектираат во канцеларии и ние после проектот го пренесуваме на терен на по разни методи. Правите патишта, пруги, све? Апсолутно, даки. Апсолутно, да. Тешка ли е работата? Вие треба да го изодите, значи, целиот пат. И пред и после. Тешко е за луѓето кои што не ја сакаат професијата, даки. Оние луѓе кои што уживаат во својата професија, мислам дека не е ништо тешко. За нас не има годишни времења. Ние сме надвор, на терен, и во лето, и во зимо. И современите инструменти веќе трпат температури од минус 20 работна температура до плюс 50. Повеќето се веќе водоотпорни, така да она што беше порано за поштарот и да вее и да врне и да вее и бура да коси, тоа се важи и за нас геодетите. Ние сме таму, даре. Браво, да сте живи и здрави. Сакам да прашам, со кои софистицирани инструменти работите вие денеска? Не ги споменав. Даре, може ја ќе испуштам нешто затоа што технологијава толку многу иде напред, може и да немам да загубам некоја информација или што не дошла веќе до мене. Моето сознание е дојдено до GPS и до дронови. Так. Може да има уште нешто друго, ја да не го знам. Значи, правите мапа на теренот
дронот налетува, сето тоа го снима, Да, потоа одите во канцеларија? Така е. Претходно се поставуваат маркери на земјата. На дронот се програмира на која висина да лета и во кој правец и на колку да му бидат поместувањата. Долу има маркери кои што си имаат свои познати координати по XY и по Z-овската. И после тоа у канцеларискиот дел е повеќе софтверски, кој што искача еден дигитален модел. Едноставно можеш да добиеме земјината површина онака баш како што ја гледаме, да си ја гледаме на екран. Јас ти благодарам. Сакам сега за сите оние дечиња кои што не гледаат, така им се роди желба некогаш во иднина да го работат тоа што го работите вие. Да кажете, тешко ли се станува геодет? Па не е даки, ако некоја работа се работи со љубов и ја сакаш, не е. Знаеш, треба да се запишеш во средното училиште градежно, одсек геодезија, да бидеш добар ученик, да си ги слушаш професорите, да го купуваш нивното знаење кој што не скржаво го делат на нас. Потоа ќе си се запишат на градежен факултет одсек геодезија и така се станува геодетите. Имаме ли добри професори? Апсолутно така. Каква е геодезијата во Македонија и какви се геодетите во Македонија? Имаат ли напредни знаења? Да, има. За разлика од другите земји кога ќе се споредат нашите и нивните. Нашата технологија која што користиме и нашите инструменти се доста скапи, знаеш. Али има по 2-3 урнека од сите тие скапи технологии има и кај нас, така да не заостануваме во светските рамки во поглед на технологија и инструменти, не заостануваме, значи, иако сме една мала држава со мал буџет, нели? Али добро се држиме во однос на геодезија, за другите сфери не знам. Освен тоа што геодезијата е застапена при правењето на улици, на пруги, згради, цели населби и слично, има ли некои други такви моменти во геодезијата која што им е особено тешка на геодетите? Даки, ова е као некое квиз прашање, баш ми треба време да размислам дали има нешто тешко у геодезијава. Сигурно има некои тешки моменти, тешки проекти. Например, тунел кога треба да се проектира? Се работи под посебни услови. Тука нема сателити, нема GPS. Нема сателити, нема GPS и тука е вакво. Да, се работи под тешки услови, опасни пред се, нели? Но секогаш на сите тие проекти безбедноста е секогаш на прво место. А после иде точноста. Ние секогаш геодетите се бориме за точно, знаеш, мојот милиметар е подобар него твојот милиметар, знаеш. Но убавото е тоа што во геодезијата за секоја своја работа можеш да си направиш независна контрола сам на себе си, по некој друг метод, под некоја друга техника, да си направиш контрола колку си ти точен со онаа првата своја метода која што си ја применил за да обележиш нешто или да измериш или било што. Така да, тешки моменти па речи си да нема, бидејќи си ослободен од она бремето дека можеш да сгрешиш нешто. Можеш да сгрешиш, да, ама ќе си ја фатиш грешката сам, со онаа контрола, која што можеш да си ја направиш сам на својата работа, со друга метода, ако што ќе биде повторно со задоволителна точност и више си ослободен од бремето дали ти си сгрешил или не. Благодарам. Еве сега за крај, полека, треба да ја превршиме нашата емисија. Која е тихо твојата порака за сите оние најмлади гледачи кои што не гледаат, а богами и нивните родители, баби, дедовци? Порака имам една универзална порака, јас ја сакам геодезијата, да, навивам за неа, сакам се повеќе и повеќе да има геодети. Посебно во Македонија, бидејќи ни светот се многу барани геодетите. На секаде ни светот се гради, населението се зголемува постојано. На сите тие луѓе треба да им се обезбедат домови, нели? Постојано се гради, секогаш ќе има потреба од геодезија. Без геодезија нема живот, нели? Како што кажавме, не? Така е. Така да пораката е да учат, да веруваат. Така е. Пораката е да учат, да веруваат во она што го учат и не мора да биде тоа геодезија, нека
ја работат работата со љубов и нека учат и нека си бидат успешни луѓето у својата професија. Јас ти благодарам ти кој што беше дел од ова наше денешно дружење, ти благодарам што одвои време и ни ја презентираше во најдобро светло оваа твоја многу интересна, благородна и специфична професија. Сега дојде време да одјавиме нашата заедничка емисија, да ги поздравиме нашите гледачи. Тоа беше се за денеска. Ви благодарам што се дружевте заедно со нас. Се надевам дека уживавте во ово издание на емисијата Супер Звезда. Се гледаме повторно за 7 дена од сега, а до тогаш бидете живи, здрави, весели, слушајте ги мама и тато. Чао, пријатно и до гледање. Чао.